Кандидатката за шеф на државата Гордана Селјановска-Давкова во првата, партискиот потпредседател Владо Мисајловски во втората, генералниот секретар на партијата Игор Јанушев во третата, другиот потпредседател Александар Николовски во четвртата, оперскиот пеач Игор Дурловски во петата и актуелната пратеничка Дафина Стојановска во шестата изборна единица. Тоа се носителите на ВМРО ДПМН и нејзината коалиција на шесте кандидатски листи за пратеници. Кандидатите што врвот на опозицијската партија вчера ги избра, денеска беа потврдени на ниво на коалиција Обнова за Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН е уверен во победа на 12 април. Идната победничка коалиција подразбира обединување околу идеја, цел и кауза, каде врвниот интерес е единината на Македонија. Представниците на политичките партии денес присутни се тука затоа што веруваат во заедничка иднина и вистински ја сакаат Македонија и покрај сите привилегии и подмитливи понуди кои може да стигнат од една корумпирана влада во заминување како актуелната. Тие остана, беа истраени и препознаа квалитет во идната коалиција која ќе донесе обновата. На кандидатските листи на опозицијата се најдоа и екс-новинарот Сафет Бишевац, кој еднаш веќе беше пратеник, но на списокот на СДСМ, Јохан Трчуловски, разрешената министерка Рашела Мизрахи и Антонио Милошовски. Врвот на ВМРО ДПМН реши дека нови избори не треба да трчаат долгогодишните пратеници и експонирани лица на партијата, Илија Димовски и Владко Ѓорчев. Шестемина носители на опозицијата ќе им се спротистават на носителите на листите на власта: Никола Димитров кој е во првата, Оливер Спасовски во втората, Љупчо Николовски во третата, Назоран Заев во четвртата, Радмила Шеќениска во петата и на Билалка Сами во шестата изборна единица. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.